Опозицијскиот лидер Венко Филипче е упорен да ги внесеме бугарите во уставот, но секоја отстапка на македонската влада без гаранции може да оди до недоглед и Македонија повторно да остане надвор од ЕУ. Дел од политичките аналитичари стојат на ставот дека европските принципи и меѓународното право мора да важат еднакво за сите држави, а не селективно и само кога станува збор за Македонија. Бугарите да се внесат во македонскиот устав, а на македонците во Бугарија се уште не им се признаваат основните човекови права. Оваа состојба се коси со меѓународното право, а гаранциите што ги бара владата се природна реакција, подвлекува аналитичарот Самуил Малчевски. Уште кога СДСМ го прифати тој така наречен бугарски предлог, ние сите предупредувавме дека тој е ужас без крај. Че ние не само што сега имаме вето, ако сега не правиме отстапка, ќе имаме вето на секој следно отварање и затварање на поглавје и тоа ќе бидат отстапки до недоглед. Логички и природно е да побараме од Европската комисија да ни даде гаранции, ако сакаме да го направиме уште ова отстапка, не знам која, почнувајќи од 93 година наваму. И природно е да побараме македонското малцинство во Бугарија да ги добие своите права, барем да ги испочитуваат една од оние 14 пресуди пред Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург. Во однос на техничката влада за која исто така Филипче упорно инсистира да се одржи во живот, Малчевски вели дека е непотребна и бесполезна, особено што минатата недела парламентарното собрание на Советот на Европа го призна одржливиот напредок на Македонија во демократијата, владеењето на правото, заштитата на човековите права и соработката со нивните тела. За Малчевски нејасно е зошто лидерот на СДСМ се уште инсистира на овој модел. Стварно како модел е беспредметен и неполезен. Место да допринесе во процесот, он само го отежнува на релација надмудрување функционер и дополнителен заменик функционер. Веќе гледаме дека неколку изборни циклуси апсолутно е беспредметно тој модел да постои. Внесувањето на бугарите во уставот е дел од врските на така наречениот француски предлог за продолжување на евроинтеграциите, кој со широко отворени раце го прифати владата на СДСМ и ДУИ, додека експерти и тогаш предупредуваа дека прифаќањето на предлогот е голема грешка за Македонија. Владата останува на ставот уставни измени нема да се случат без јасни гаранции од официјална Софија дека нема да има нови блокади и дека ќе се почитуваат правата на македонците во Бугарија.